навистина, согласно член 128 став 6, јас како председател на Комисија за финансирање и буџет имам обврската да го потпишам извештајот и единствено одговарам за веродостојноста на тој извештај. Комисијата заврши 1 минута пред 24 часот и јас до денес, 12 часот, таков извештај немам добиено. Кога таков извештај ќе добијам, го разгледам и кога ќе бидат вклучени сите дискусии и она што е многу важно како дебата од 10-дневната расправа, јас без никаков проблем ќе го потпишам тој извештај. Меѓутоа, она што загрижува е дека во текот информациите, дека во текот на ноќта е испратен извештај, потпишан од членови, заменици од позицијата, од Социјалдемократскиот сојуз, за кој навистина не стојам, затоа што тоа е грубо кршење на деловникот на Република Македонија. Можам да кажам дека во она што како информација денес го слушнав од Талат Џафери, дека председателката, односно председателот на Комисија за финансирање и буџет не сакаше да го потпиши извештајот, е и мое силно спротивставување на таквата невистина. Во текот на денешниот ден, доколку го добијам извештајот, доколку го разгледам, без никаков проблем ќе биде потпишан. Прв пат се случува да Комисијата за законодавно-правната комисија без отварање на расправа, ни општа, ни амандманска, поднеси исто извештај, кој во овој случај е надвор од деловникот за работа. Повелете доколку има прашања. Воопшто нема никаков спорно, јас не го разбирам брзањето, значи никаков проблем, 10 дена работевме, имаше многу дебата, она што го кажа и Илија Димовски дека имаше обструкција од страна на колегите од позицијата кои го кочеа брзото разгледување на амандманите, што беше интерес и приоритет на сите други пратенички групи во собранието, и комисијата заврши инаку од технички аспект без никаков проблем и нема потреба од вакво грубо кршење на деловникот на Република Македонија.